Драги гледачи, во ова најново издание на емисијата Инфорегион, наш соговорник е Никола Мариновски, претседател на Регионалната стопанска комора од Прилеп. Господин Мариновски, добро дојдовте во ова најново издание. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Имаме повеќе економски теми од регионот на кои што би сакал да поразговараме, но еве би започнал со она што не очекува утре, односно тоа е самоорганизираниот бојкот од страна на граѓаните на поголемите ланци на маркети, поради тоа што не се задоволни како се одвива нивната ценовна политика, односно се жалат на високите цени на производите. Имаше претходно, морам да нагласам, една новогодишна потрошувачка кошничка, каде што граѓаните се чувствуваа изиграни, дел од производите беа намалени, дел се покачија, па потоа имаше закани дури од владата и од премиерот дека ќе бидат пратени инспекции, па се намалија и сето се одвива во некаква игра. Кој е вашиот став како регионална стопанска комора за бојкотот што треба да се случи утре и е најавено од страна на граѓаните? Јас ќе го кажам мојот личен став, бидејќи како комора немаме дискутирано на оваа тема. Мојот личен став е дека го поздравувам овој бојкот, го поздравувам во смисла на дека граѓаните конечно се обединија кон нешто или заеднички пружат отпор кон нешто. И јас сум дел од тие потрошувачи и јас исто така имам констатирано дека одредени производи имаат високи цени и го поздравувам нивното организирање, да се надеваме дека ќе вроди со плод и исто така се надеваме дека и ќе размислат големите трговци во врска со ценовната политика која имаат во нивните маркети. Сметате ли еве лично, значи не мора како регионална стопанска комора, бидејќи се уште немате заеднички став, дека станува збор можеби за неетички екстра профити, како да кажам, кои што навистина граѓаните во Македонија со овие примања што ги имаат не може да ги издржат? Видете, има и такви ситуации, има и такви случаеви, но ако треба малку пошироко да се фате сликата. Од друга страна, големите маркети имаат преголеми трошоци. Бидејќи имаше одредена интервенција за одредени производи и производителите, како што знаете, Стопанската комора и производителите, Министерството за економија и труд, договорија заеднички таа кошничка околу 1000 производи да имаат намалени цени. Таа беше оставена бизнис секторот сам да ја направи. Да, ја направи сам бизнис секторот, но поголемите трговци решија тие изгубени трошоци, односно тие направени трошоци и изгубени профити да ги надокнадат можеби со покачување на оние, како што ги викаме ние многу пати, луксузни производи и претежно и нивната цена се поскапи. Но тоа беше во пресрет на празници, кога и луѓето ги купуваат горе-долу сите производи, така да не ја почувствуваа, можем да кажем, во правилна смисла на зборот, тоа намалување и таа кошничка и тој обид од страна и на Стопанската комора и на владата да има намалување во тој дел. Да се надеваме, гледаме и во Хрватска дека првиот обид за бојкотирање на маркетите помина во некој добар ред. Сега се организираат и за една недела, бојкот на една недела за абстинирање од одредени производи, не од конкретни производи, но мора да се размислува, тоа може да повлече и други работи, така да мислам дека она што го прават граѓаните е добар сигнал и за трговците и треба или пак да излезат трговците со некоја одредена политика, да ја испрезентираат како ги креираат цените, зошто ги креираат, зошто е на тој принцип, колкави се нивните трошоци, па да ги запознаат подобро граѓаните на кој принцип функционираат и дали основано или неосновано ги зголемуваат цените. Најчесто се прават оние компарации дека одредени производи во Македонија и еве да ја земе најразвиената европска држава Германија, цените се на некои производи дури и пониски во Германија, а знаеме колкави се приходите во Македонија, колкави се во Германија. Зошто е тоа така? Секогаш се лебди во воздухот тоа прашање. Сама по себе Германија како пазар е 40 пати, 50 пати поголема и попотрошувачка од Македонија, можеби 100 пати и повеќе поголема од Македонија, Германија. Така да и самото производство, например да речеме било кој производ, еве нека биде да го земеме и лебот. Значи вие имате еден пазар каде што можете да ги намалите трошоците за производство. Кај нас пазарот е далеку помал. Македонија не е збијана држава, е расплината на помали, само Скопје е концентриран, така да трошоците за производство, дистрибуција и така натаму се многу поголеми за нас во овој момент, како производители, например, отколку тие во Германија. Во Германија, например, можете
100 производи да носите во еден правец, а кај нас фактички еден. Како процентуалност ви кажувам. Така да трошоците за производство, трошоците за одржување, за профит и профитните маржи можат да бидат таму далеку пониски. Но сепак кај нас може би е во делот на приходите отколку проблемот, односно заработувачката на луѓето, проблематично отколку цените кои ги имаме еднакви. Тие се цените, ресурсите се тие, грото од производите одат на берза, набавката на репроматеријалите ви оди на берза, така да и за германски производител или за производи во Германија и за производи во Македонија вие истата суровина ја користите. Берзанските производи како што се масло, какао, кафе, веќе се подигнаа на светските берзи, тоа нормално ќе се рефлектира и кај нас и секаде во регионот, значи. Како ќе се контролираат тие производи? Како ќе се контролираат? Ако остане овој принцип, ако немаме директна интервенција од владата, пример од владата, викам, или од државата, нема да има голема контрола, односно ќе мора да се оди согласно брзанските случувања, доколку се воведат некои одредени мерки. Например, може би да биде да се намали ДДВ-то во делот во продажбата, или пак некои царински, давачки и такви работи, тогаш може државата да амортизира. Единствено, тука гледам некаков спас, условно да кажем, но останатото ќе оди согласно брзата. За жал, ние сме премногу мал пазар, а сме дел од европскиот континент и кај нас берзите многу влијаат. Ние немаме и толкаво производство на суровини по однос на овие производи, секојдневни производи, така да секогаш ќе влијае, брзата ќе влијае на нашите производи. Дали може би спасот за виднина од целата ситуација е зголемување на производството на храна во нашата држава? Во секој случај, видете тука многу интересно како понатаму државата може да влијае врз ова, дали тоа ќе бидат субвенции во делот на производството на храна, тоа е добра работа, но исто така може, например, како да државата да интервенира со подруг принцип, државата може да интервенира во делот на намалување на трошоците за производство и на тој принцип ние да имаме поевтини производи за граѓаните. Исто така, убаво би било за да го заштити државата производството, може да интервенира во делот на јавните набавки. Например, сите државни институции, општини, например армија, полиција, било како, сите оние јавни набавки и да бидат исклучиво од македонски производи. На тој принцип ќе се зголеми нашето производство, ќе се намалат трошоците за производство, бидејќи ќе имаме поголемо, зголемено производство и на тој принцип ќе имаме и помали и поевтини цени и на тој начин и граѓаните ќе можат да дојдат до поевтини производи. Доколку и понатаму се остава на овој принцип цената да биде најевтината, ќе се случува, од моје лично искуство, ќе се случува во една институција кај нас во Прилеп да имаме грчка вода, ви нудат со грчка вода, бидејќи таа била најповолна на тендер, ќе имаме принцип во пакетче да имате српско чоколадо, наместо да го имаме нашето локално синтагма. Така да, за да го испречиме тој дел, за да го зголемиме нашето домашно производство, сметам дека треба да се направат одредени мерки. Како би завршила оваа цела ситуација според вас сега како бизнисмен? Мислам дека не можеме ние многу да влијаеме, бидејќи, како што неколку пати напоменав, ние сме премногу мал пазар, не можеме да влијаеме, премногу сме поврзани со останатите држави, имаме превземени обврски, дали Светска трговска организација и такви некои работи, имаме подпишувани меѓународни договори така да за слободна трговија, така да не гледам како би можело, единствено може пак велам со некои државни интервенции, дали тоа ќе биде во делот на намалување на ДДВ-то, дали ќе биде во ограничување на профитната маржа, како што се обиде, но тие се сепак краткорочни. Ако одиме на среднорочни и долгорочни мерки, тогаш треба да се размислува, например, да речеме во намалување на делот на трошоците за производство, дали тоа ќе биде преку гасификација, дали тоа ќе биде преку слободни царински зони или без даночни зони, каде што ќе се произведува тој производ, да речем, али да биде исклучиво локален или домашен производ, тогаш да, има можност, но тие се сепак среднорочни и долгорочни планови. Започна споредувањето на законот за нефер трговски практики.
Ќе се практикува ли сега? Или повторно ќе имаме Започна, тензии? но сепак пак некакво одлагање се најави, бидејќи одлагањето е, мислам дека во делот, бидејќи не можат физички во административниот дел да го завршат, има премногу договори кои треба да се склучат со секој еден трговец или со секој еден производител. Мислам дека тој на овој или иној начин секако ќе мора да се спроведува, сепак е тоа европска директива, кога тогаш ќе се спроведува. Добро е што ние како регионална стопанска комора, претежно нашите членки се во најголемиот дел се производители, а овој закон ги заштитува производителите, а ја намалува профитната маржа точно баш кај трговците. Ќе се намалат ли цените со овој закон? Би требало. Би требало, но сепак треба тука и да има и еден морален дел, ако можем да го кажем, не само кај производителите и кај трговците. Значи не може да има поскапување од 50% на одреден производ само за да го амортизира ударот од некоја ограничена цена. Да, дори имаш најавено и инспекцијски контроли, казни до 20.000 евра, мислам дека беа, ако не се лажам. Законот е донесен, така да, максималните мислам беа околу 20.000 евра, законот е донесен, треба да се почитува на крајот на денот, мораме да ги заштитуваме граѓаните и инспекцијските контроли во секој случај ќе се вршат како што ја гледаме одлучноста на владата, ќе се вршат контролата и добро е. Нека почни, нека се одмотува клопчето, мислам дека ќе има некој бенефит од ова. Она што е второ актуелно што би сакал да разговараме е унгарскиот кредит. Конечно се надеваме дека ќе започне неговата реализација, долго беше најавуван. Колку прилепското стопанство е заинтересирано за земање на овие кредити, колку компании, дали може би имате некаква статистика, зашто ќе го потребат парите и така натаму? При земањето на унгарскиот кредит, односно првите услови кои ги најави владата, беа дека ќе се користи исклучиво за производство и за домашно производство, но вчера увидовме што е позитивно, увидовме дека ги расширија условите и дека ќе може секој да ги користи, секоја компанија да ги користи, тоа е доста позитивно. 250 милиони се предвидени во овој момент за да се аплицира, ќе има многу позитивен ефект, многу компании се заинтересирани, ние добиваме повици, веќе и добиваме и понуди од консултантски фирми за посредување. Мислам дека многу брзо ќе се потрошат овие 250 милиони и ќе се појави потреба за уште дополнителни. Тоа ќе го заврти кругот. Тие средства, тие инвестиции, например, доколку се во градба, ќе можат и градежни компании да работат, со тоа ќе има повеќе работа и за работниците, ќе се створи некоја конкуренција и да се надеваме дека сето таа конкуренција или во таа брзина да се спроведат сите тие средства, проекти и сите тие работи, ќе дојде до покачување на платите заради поефективно работење и така натаму, така да мислам дека многу позитивен ефект ќе има унгарскиот кредит. Колку компании во прилика се заинтересирани и од која бранша, например? Нема затоа реков на почетокот, првично беше ограничено делот на производството, но сега гледаме дека ќе бидат за сите, така да од она што барем овие деновиве во нашата канцеларија како повици добиваме и мене лично што ме контактираат луѓе, многу се заинтересирани. Има многу голема заинтересираност. Она што е можеби сега мал хендикеп е краткиот рок за аплицирање, бидејќи ако беше најавено дека ќе биде за сите, и други компании веќе ќе беа спремни. Сега малку е краток рокот, како што разбрав, не ме држете за зборот, дека ќе биде аплицирањето до 1 април. Така да ќе се побрза во спремање на проекти, да може и услужни дејности и сите работи да се модернизираме, да речем на некој начин и во производство и така натаму. Кои се моментално проблемите што како бизнис сектор ги чувствувате најмногу или кои што сметате дека треба подитно да се решат, за да можеме да мрднеме од некоја точка како стопанство? Многу пати ова сме го акцентирале, значи најпрви оно што прво треба да се реши е да имаме подобра, побрза, поефективна јавна администрација, односно потребите на стопанството да се што побрзо да се решаваат.
например, во делот на урбанизмот знаеме дека чека и во еден ваков динамичен свет да чекате вие 6 месеци до година дена за одредена дозвола за градба или за измена на некој детален урбанистички план за да можете да се упланирате сопственото производство или не само производството, туку и сопствениот развој како компанија. Тука треба најмногу акцент да ставиме за брз и ефективен одговор од страна на урбанизмот и да испланирам, да имаме добри детални планови, да испланираме каде и како ќе се развива градот. Сега во моментов како што гледате полека низ годините зборувам, не само конкретно сега, во последните 15-20 години некако како урбан хаос, секој гради кој кај сака, прави што сака, работи легално, нелегално и тој принцип треба да прекини ако сакаме и понатаму оние контури на град да ги задржиме, да не станеме некоја бразилска фавела кој секој што сака прави во него. Освен урбанизмот, има нешто во овој момент што би било така по... Па јас би акцентирал, но тоа е сепак републичка работа, би акцентирал на пример и безбедноста во градот, гледате дека има и тоа е исто така битен факт. Што влијае на инвестициите? Да. Не на инвестициите, но на општиот живот во градот, на одредени дејности кои ги работиме, а на инвестициите најмногу се разбира патната инфраструктура. Патната инфраструктура веќе се подобрува, одма ги чувствуваме бенефитите на онаа делница која до некаде беше пуштена, се надеваме и побрзо да се ослободи, да се ослободи и другиот дел. Владата најави некаде околу март, јас лично мислам дека до кај мај месец ќе се пушти останатиот дел. И доброто е што веќе ќе имаме и втор правец, втор пат на овој правец. Зошто? Затоа што порано се сеќавате една сообраќајна незгода, можеше и со сати да се чека на одредени места, вака барем веќе ќе имаме и алтернатива да не брзиот проток на стоките и на услугите да не закочува заради непосакувани ситуации. Кога сме кај изградбата на инфраструктурата, значи освен тој патен правец Прилеп Градско, веќе се гради и автопатот Прилеп Битола. Еден од главните проблеми на прилепското стопанство и македонското воопшто е недостигот на работна рака. Се зборува дека голем дел од овој автопат поради недостиг на работна рака кај нас ќе го градат работници од Азија. Колку има вистина во сето тоа и како прилепските компании ќе се вклучат и кој е нивниот бенефит во Прилеп Градско? Односно во Прилеп Битола. Како ќе се вклучат прилепските компании? Прилепските компании ќе се вклучат со нивната инфраструктура и веќе се вклучуваат. Знаеме дека, например, еден рудник е веќе, како да кажем, изнајмен, или ресурсите од тој рудник е веќе изнајмен и ги користат за тампони, за таква работа. Нивните, да речем, од нашите градежни компании, инфраструктурата, од делот на камиони, превоз и тие работи ја користат дел од услугите. Во нашиот состанок со Бехтел и Енка инсистираат што повеќе да се локални компании да се вклучуваат, баш и тоа малку и за нив и за нас беше чудно што била мала заинтересираноста, зошто не се пријавувале на нивните огласи во делот на вршење на услуги или на набавки. Тие имат исто некој принцип како системот на јавни набавки, исто и во нивната корпорација, така да и апелирам доколку има и други компании надвор од Стопанската комора, ние си ги известивме нашите членки да се регистрираат на нивната веб страна и да ги добиваат информациите што е потребно или што се бара од нивна страна за да можат да конкурираат. Тоа е сепак нивните услуги или нивните барања се големи. Она што го спомнавте во врска со вработените од Азија или од Индија, точно е, така и ние слушаме таа најава, бидејќи нема доволно кадар од каде да најдат или да го сработат ефективно и ефикасно овој пат во роковите кои им се дадени, бидејќи, како што знаете, после тоа има и пенали доколку не се навреме. За сега таа е ситуацијата, ќе се гради и камп од некаде од 800 до 1000, мислам дека е започнат, 800 до 1000 работници и тој ќе биде исклучиво пополнет со работници од надвор. Дали недостигот на работна рака, откако ќе се изгради тој автопат, би можел да се надополни во Прилепско со тие? Да остане тука дел од нив, може би? Не сме размислувале во тој правец, но сепак тие ќе бидат од одредена индустрија.
да речем, градежната индустрија, така да може би во делот на градежната индустрија да, ама сепак ако го поврзиме со онај делон со урбанизмот, ако ние дадеме брз урбанизам, ефективен урбанизам, мислам дека може би и можат да останат, но ако остани вака сето да се движи полека, ќе се заминат. Нема да имаме потреба. Доволни ни се и нашите локални компании со кои ако разговарате повеќе работат надвор од Прилеп колку во Прилеп. Да, проблемот со градежните дозволи, издавањето и градбата во Прилеп е долгогодишен проблем кој што некако стагнира и не се најде решение. Да не излезе сега дека критикуваме локална, конкретно сегашната власт, значи тоа е подолг период. Дали се најавува заминување на еден поголем странски инвеститор од Прилеп? Дали има таква информација како регионална стопанска комора или дел од тој странски инвеститор, поголем дел би се повлекол од Прилеп? Значи, она што како информација ние како регионална комора, или ајде конкретно како што, ако јас разбрав, тоа е една наша членка, јас поразговарав со нив, значи се работи за модернизација на одреден процес на производство. И тој не се повлекува, туку се повлекува одреден дел во одреден сектор, не се повлекува, туку се преместува во Северна Африка да се произведува тој производ, а тие ќе прават модернизација овдека за да го намалат и исто така недостигот на работна сила, односно недостигот на квалификувана работна сила. Тие исто така го акцентираат, нема да го откриам името на компанијата, да го акцентираат и проблемот со прекумерното земање на боледување и исто така кој ми влијае на процесот и затоа се решени да инвестираат во модернизација на производството за да го намалат и човечкиот фактор во што е можно да биде во помали рамки за да можат да ги испорачуваат оние нарачки кои ги имаат. Ќе биде само во делот на модернизација и само во делот на оние луѓе кои не ги исполнуваат нивните работни обврски. Значи, ќе има одредено намалување на бројот на работници? Да. Се сумневаат во злоупотреба на боледувањата што исполнавте? Да, имаат и веќе изработена сериозна статистика и ако веќе се немаат, ама добив информација дека ќе се обратат и до Фонд за здравство и до Министерството за економија и труд, веќе го разговаравме тоа на една наша седница на управниот одбор на регионалната стопанска комора и ние исто така ќе изреагираме бидејќи малку е симптоматично секогаш во годините наназад се појавуваат тие боледувања во одредени периоди. Дали е тоа во текот на празници, дали е тоа во текот на летните одмори, па се поврзуваат, ако има продолжен викенд, нема продолжен викенд, еден ден, два плюс се призема по некој ден. Значи, не зборуваме за оние хронично болни луѓе, значи да не бидеме погрешно сватени, секој си има право на боледување и нормално е да се користи, но злоупотребите се на високо ниво. Еден од поголемите проблеми во стопанството е и платата кај вработените. Дали ќе има зголемување на минималецот? Мислам дека дури компаниите од Тетовско-гостиварскиот регион излегува со една понуда од 500 евра да биде минималецот, но да не се покачуваат придонесите кон државата. Видете, дека дали ќе се намали, дали ќе се зголеми платата, да, сигурно ќе се зголеми минималецот, но не со овој, значи во март нали имаме изедначување, тоа е минимално доколку се случи. Дали ќе има поголемо? Сериозно зголемување, Економско-социјалниот совет, владата, синдикатите, представници на бизнис секторот се уште разговараат, немаме финален одговор, но и тоа исто така е многу поврзано со ова инфлаторна спирала која зборуваме. Мислам дека доколку има таков скок како што бараат синдикатите, повторно ќе се зголеми спиралата. Сметајте дека сите луѓе во процесот на дистрибуција, на продажба, на производство ќе треба да имаат повисоки плати и тие повисоки плати ќе донесат големено, односно поскапено производство. Така да производите ќе поскапат на тој принцип, тогаш повторно граѓаните нема да го сетат тој бенефит. Магичен круг. Магичен круг, да. Затоа сметам дека да, треба да се зголемат, точно е, минималната плата ќе се зголеми. Не знаеме колку ќе биде, но мора да биде ограничена за да барем и оние извозно ориентирани фирми да не дојдат да бидат и прескапи потоа за европските пазари, па да се случи и обратен процес да веќе ни ги откажуваат нарачките. Ние
Јас доаѓам од текстилната индустрија, ние веќе сме на граница на рентабилност, односно веќе некои држави околу нас кои се помодернизирани, кои имат пристап до европски фондови, поголема автоматизација на производството, веќе се далеко поконкурентни од нас, а да не зборуваме оние административни бариери, дека тие имаат, пример Бугарија, Романија, тие се дел од Европска унија, така да имаат слободен проток на стоките, немаат царински давачки, немаат процедури и мислам дека треба премногу внимателно да се оди за да не дојди да се случи обратниот процес, да имаме па тогаш хиперинфлација. Кога сме кај извозно ориентираните компании ги спомнавте, во еден разговор изјава на подпредседателката на регионална стопанска комора, кажа дека само 4% за жал се извозно ориентирани компании кај нас, таа бројка стагнира со години. Зошто бизнисмените не се одлучуваат да ги извезуваат своите производи? Тешко ли да се најде пазарот, тешко ли да се конкурира на надворешните пазари? Самите, сега ќе пробам, значи, како сублимат, колку ги земите. Покачувањето на минималната плата, зголемените трошоци, зголемени трошоци дали по основна електрична енергија на живот, на сите тие работи, ги намалија профитите. Зборувам сега за малите и микрокомпаниите. Во нашиот регион имате некаде Прилеп, Кривогаштен Долни, Крушево, ние што го фаќаме, имате околу 3000 активни регистрирани компании, од кои 2500 припаѓаат на оние мали и микропредпријатија. Нивните трошоци се многу зголемени. Поголемите компании можат некако и нешто да амортизираат до некаде. Не во целост, до некаде. Но помалите веќе му е поскапен производ. И тие ги поскапуваат и производите на тој принцип. Трошоците за да влезете на некој европски пазар, да направите истражување, се многу големи. Може би преку некои заеднички работи, например, еве како ние како регионална комора каде што комуницираме со други наши сродни комори, па правиме контакти измеѓу нив за трговија и за тие работи, нешто се ги намалува, но сепак да одите на саем и да презентирате ваши брендови, тоа е сепак скапа работа, малите и микропредпријатија не може тоа да го износат и точно остануваат само оние 4-5% од поголемите компании, имаме голема дискрепанца, ние немаме голема бројка на средни предпријатија кои би можеле да се трансферираат во големи или пак мали но силни предпријатија кои може да износат такви промотивни работи, како што кажа, профитната маржа е премногу притиска и е намалена и на тој принцип немаат средства да може да ги освојуваат европските пазари и затоа се движиме во тој дел, во тие бројки. Може би со некој влез во Европска унија, не може би, туку сигурно, со влез во Европска унија или отварање на тие преговори, нас ќе ни се отворат тие пазари од некои 2-3 или регионални, некои десетина милиони жители, ние ќе добиеме пазар од 500 милиони, така да тогаш е веќе нешто друго, полесна е трговијата, полесни ги користите сите ресурси. Така да тогаш мислам дека ќе можеме да бидеме во тој дел да бележиме напредок. Некако се добива впечаток дека сме ориентирани добро, ние и географски и територијално, и нашите аспирации се да бидеме членка на Европската унија и сме територијално, како што кажав, во Европската унија, но зошто не се осврнеме малку и на пазарите подалеку, во Азија? Тешко ли е да се најде пазар во Азија? На Блискиот исток, в Северна Африка? Значи, во основа тие сега тие се и поевтини држави. Мислам во делот на плати, во делот на куповната моќ, тие се поевтини држави, тие се држави со голема популација. Во азискиот дел вие имате дефлација наместо инфлација, имате преголемо производство. И затоа ние не можеме да конкурираме, ние имаме превоз, транспорт, давачки, дури да стигнеме до некој азиски пазар. Не, зборувам за поблиските држави, што се пример. Поблиски азиски држави, Северна Африка, Блискиот исток, тука. Прескапи сме за нив, затоа што, например, од Јужна Африка, па и истиот производ ќе стигне поевтин. Ние немаме таков вид на компании кои, например, имаат производство по неколку континенти, зборувам македонски, по неколку континенти, па да ги пласираат своите производи, да речеме од Јужна Африка, да ги преместат во Северна Африка, нивни некој депанданс да ги пушти тие производи. Ако нашето е премало производство да може да пласира такви. Само одредени специфични работи и
ајде да речем, и да ако можеме да искористиме некој несакан или немили настани, еве се например конкретно, колку и да звучи иронично, конфликтот помеѓу Израел и Турција во врска со нападот, со ситуацијата која има таму, отвори можности за македонските претпријатија. Веќе контактираме да македонските производи се пласираат во Израел. Таму не се барат EU директиви, таму се барат некои други работи и веќе разговараме да можеме да видиме дали може наши производи да се продаваат на пазарите на Израел. Тој конфликт помеѓу Израел и Турција викаат дека таа линија на набавки на производи Израел веќе ќе намали во голем дел, бидејќи 80% од производите доаѓале од Турција. Сега веќе ги намалуваат и бараат алтернативи од балканските држави, бараат алтернативи од надсекаде во светот, така да тука ни се отвори можност со одредени производи, со одредени услуги да можеме да влеземе на тој пазар. Специфични производи секогаш и секаде во светот ќе можеме да пласираме, но општата, да речем, индустрија потешко. Еве за крај, произведено во Пелагонија и Преспа, брендирани производи, еден од најновите проекти на регионалната стопанска комора, докаде е неговата реализација и дали има некои слични нови проекти кои што видина би ги имплементирале тука? На самиот почеток многу кратко само да објаснам, не е само овој проект е проект на регионалната стопанска комора од Прилеп, Битола. Во таа алијанса е вклучена, тоа е формирана алијанса, вклучена е и Бизнис академија Смилевски, Земјоделски факултет, Ветеринарен факултет, Министерство за земјоделство со поддршка излегува и земјоделство и шумарство, излезе и Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој, значи сите тие се дел од управувачкиот совет. Веќе е донесена одлука, веќе е направен предлог проект да се направи бренд или производи кои се исклучиво со географско потекло од Пелагонија, од овој регион, значи зборуваме Пелагонија и Преспа. Веќе 10 компании кои влегува во овој проект, има се во пилот проектот, ќе има во делот на белото сирење, произведено сурово млеко, сокови од праска од јаболко, специфични печурки кои се најдуваат овдека, жито, сончоглед, јаболка и така натаму. Значи први нив ќе ги брендираме. Управачкиот совет веќе има направено проект за потребен буџет. Овој проект ќе трае некаде 2 години и после тоа сметам дека ќе излеземе со јасно, како што е во Германија, например, Made in Баварија, или во Италија Made in Parma, такви некои работи, со тоа што ќе мораме да заштитиме едно сериозно македонско производство и да станеме попрепознатливи. Мислам дека ќе биде супер овој проект и дека да нагласам дека ова е единствениот регион во Македонија во овој момент од оние 8 плански региони кои работи на ваков принцип и дека ние сме први пилот проект и дека после тоа по нашиот пример и другите региони ќе си направат ваков принцип. Од она што имам како информација од Агенцијата за храна и ветеринарство е дека само 3 производи во Македонија се регистрирани со географско потекло. Сите другите се по друг принцип. Ви благодарам за разговорот, да се надеваме дека ќе има и нови вакви проекти кои што ќе го поддржат производството и бизнис секторот од овој регион, па со наредни информации во наредно ваше гостување во Инфорегион. Благодарам. Драги гледачи, тоа беше разговорот со Никола Мариновски, претседател на регионалната стопанска комора од Прилеп, па со нови информации ние се гледаме во наредното издание.